Цените на повеќе од 300 лекови во Македонија паѓаат. Намалувањето опфаќа широк спектар на терапии, од хронични болести до секојдневни медицински потреби. Во фокусот е лекот Ксарлето, кој го користат пациенти со сериозни кардиоваскуларни заболувања. Неговата цена драматично се намалува, ако досега беше над 2300 денари, од мај ке чини околу 1600. Според првиот човек на Фондот за здравство, оваа мерка е една од најзначајните интервенции во фармацевскиот сектор во последниве години. Со намалувањето на максималната цена ќе се намалат цените на лековите, на оние лекови што не се на позитивна листа, а доколку тие лекови се на позитивна листа, доколку постои разлика меѓу референтната и максималната цена, ќе се намали доплатата, доколку постои разлика. Вообичајно референтните цени се пониски од максималните цени. Значи, има можност да со овој се намалат доплатите за одреден број на лекови на позитивна листа или воопшто да нема. Колку и да се намалуваат цените на лековите, сепак навиката на граѓаните потребните медикаменти да ги купуваат од соседството. Проблемот не е само во цената, туку и во достапност, вели Клековски. Според него тоа се должи на законските регулативи. Во Србија има поголема позитивна листа, а во Косово лековите ги немаат поминато сите контроли. Во основа јас стално изразвам резерв за цената на лековите во Косово, бидејќи законските регулативи и заштитата на лекови во Косово е поинаку поставена и по самите опаковки ќе видите дека се продаваат во најверојатно оригинални опаковки без соодветни регистрации. Во однос на Србија, клучната разлика е нивниот пристап кон позитивната листа. Позитивната листа во Србија по обем е значено поголема од македонската позитивна листа и земајќи во обзир и разликата во население. Во Македонија дури 60% од смртноста се должи на срцеви и мозочни удари. Бројка што сериозно загрижува и отвара прашања за здравствениот систем и превенцијата. Токму затоа од Фондот за здравство најавуваат следното ажурирање на позитивната листа да биде насочено токму кон овие пациенти. Планот е на следното проширување на листата да има и лек за пациентите со канцер на простата.